Познатата Тетовска горна чаршија никогаш не била толку празна. Вработените седат пред продавниците, чекајќи да помине некој. А овде вообичаен овој период се работело турбо. Поради состојбата со коронавирусот, годината е веќе изгубена, се жалат трговците. Поради откажаните семејни прослави и традиционалните свадби, немаат промет, а загубите се огромни. Дури и да се отворат границите, дуќанџиите годинава нема да тријат раце ниту од печалбарите. Оти и тие велат, нема да доаѓаат како порано. Имаме информации дека многу малку ќе идат наваму ова година, можеби едно 20 до 30% најмногу. И значи тоа кризата тек ќе почне. Не е дека завршило или ќе заврши вака, али тоа тек ќе почне и не се знае како ќе иде понатаму и како ќе трпат бизнисиве овде у градот у Тетово, па и во цела Македонија. Затоа и државата треба многу побрзо да зема и други мерки за да ги спаси прво работниците да не се избркат од работа. Тежок период и за продукцијските студија за снимање и фотографирање. Токму на почетокот на сезоната велат работата им запрела. Речиси сите работни ангажмани им се откажани. Загубите се големи поради тоа што ние функционираме во летна сезона, но со оглед на даденава ситуација, сите семејни прослави, родендени, крштевки, сите ни се откажани, така да се надеваме дека ќе заврши оваа ситуација многу побрзо и да почне да функционира све како што треба. 90% од нашите приходи се реализираат преку услуги, а тие услуги се преку јавните собори и најчесто во рестораните, каде што се две најригорозни мерки во моментов со оваа ситуација. Од аспект на сезонски бизнис, значи сме погодени баш во почеток на самата сезона, каде што ние во текот на цела година се спремаме за таа сезона од 3 до 4 месеци. Овие помали бизниси работат сезонски за да се покријат преку целата година. Ако состојбата не се стабилизира и државата не помогне со некои поефикасни мерки, стравуваат дека нема да можат да се изборат со кризата.